Сега ќе збориме за еден поим познат како фотоинхибиција, бидејќи не секоја светлина може да предизвика фотосинтеза, ќе предизвика, ама не може да предизвика се одвива до крај. Значи, да речеме дека имаме еден лист и внатре во него нели имаме клетки, у тие клетки имаме хлоропластите имаме тилакоиди, грани, мембрани, фотосистеми и така натаму. Сега да речеме дека тој е изложен на светлина која, например, при оваа првата стрелка што ја нацртав, може да направи фотосинтеза. Но ако светлината е со многу голем интензитет, многу голема јачина, толку е голема што дури процесот на фотосинтеза ќе биде инхибиран, вака ќе бележиме со X, дека ќе ставиме како OK. И тоа всушност се нарекува фотоинхибиција на фотосинтеза. При тоа, вишокот на енергија што всушност ќе се предизвика, зашто оно, да речеме, ќе започне од некаде и некои електрони ќе се исфрлат, од некои хлорофилни молекули. Значи, сега запамтете дека ние имаме огромен број на фотосистеми. Значи, фотосистеми колку сакаш има на мембраните на тилакоидите. Значи, не се само мислам, тоа се фотосистем 1 и фотосистем 2, ама комбинацијата тој фотосистем 1 и фотосистем 2 имаме многу голема застапеност. Сега, значи, ќе се исфрлат некои електрони и тие електрони, бидејќи нема да се одвиваат до крај фотосинтезата, односно само ќе бидат исфрлени, нема да се искористат за пренесување на со помош на електронски акцептори и така натаму, него тие електрони, како вишок енергија, всушност ќе реагираат со кислородот, значи овие електрони, вака ќе бележиме тука и уште еден електрон, ќе реагираат со кислородот, земе со бела боја, така што ќе предизвикаат да се формирање на слободни кислородни радикали, или исто така наречени ROS, што стои за Reactive Oxygen Species. Ајде ово да го запишам. Значи, слободни кислородни радикали, всушност тоа е кога има некој вишок електрон. И сега ќе ги разгледаме всушност како ќе изгледаат тие, но претходно да спомнеме дека всушност растението има начин да се заштити, ова да не се случува толку често. Тие се наречени механизми за фотопротекција, името е само објаснливо, фото од светлина, протекција, заштита од вакви стресни услови. Тоа се базира на различни морфолошки карактеристики кои ги стекнале и различни физиолошки адаптации. Најпросто е, например, ако го имаш листот и сега да речеме дека во овој дека дел имаме многу светлина, така, едноставно листот ќе се помести, значи едноставно ќе се мрне на страна или некако ќе се придвижи, така што светлината се не го удира. Исто така клетките, значи имаме една клетка и сега во таа клетка имаме хлоропласти. Сега да речеме дека се наместени по кревите на овие ѕидови, така наместени се по кревите на овие ѕидови. И сега да речеме дека ги удира светлината во овој правец, дека светлината иде во овој правец. И сега всушност тоа ќе активира сите хлоропласти, нели сите фотосистеми. И за тоа не се случи, односно ако е многу силна светлината, тие всушност ќе се прераспределат на наредниот начин. Значи ќе се прераспределат на другата страна од ѕидовите. Така што сега кога ќе удри светлина, да речеме дека удира пак со истиот правец, така удира пак во истиот правец, ќе удри, не знам, само првите, ќе ги удри помалце вторите и помалце третите, а нема да ги погоди баш сите. Така да ќе може да се минимизира ефектот. Или пак воопшто имаат послабо развиени пигменти, зашто нема потреба да ги развиваат толку. Добро, сега понатаму ќе разгледаме некои други работи кои се врзани со ова, но сега да ги видиме всушност кои се тие некои кислородни слободни радикали. Значи, да започнеме со еден кислород. Така, еден кислород плюс еден електрон, и да земам сина боја за електроните, плюс еден електрон, всушност ќе се формира кислороден, значи тоа ќе биде O2, и плюс ќе направиме тука како електронче вака со бела боја, всушност треба обратно да биде, требаше електронче со сина боја да биде. Ајде така ќе го направиме за да не биде збунување. Значи пак ќе го имаме кислородот, но ќе имаме слободен електрон. И ова се нарекува супероксиден анион. А ако на ова, например, додадеме, вака да идеме надоле, плюс уште еден електрон и плюс 2 водорода, 2H+, односно 2 протона би му дошло, тогаш кој ќе добиеме, значи O2 плюс 2E минус плюс
2H+. Така, и тоа што ќе се добие, всушност ќе биде H2O2. H2O2, што е всушност водород пероксид. И со оваа супстанца сигурно се запознале. Може да ви го ставале на рани или слично и се прават меурчиња поради пероксидази кои всушност го разградуваат тоа на вода и кислород. Но тоа не е сега битно. Значи ова е водород пероксид, нема потреба да го запишувам. Наредно, ако всушност на ова сега се додадат уште еден електрон и уште еден протон, значи уште еден H+, тогаш ќе добиеме, значи, O2 плюс 3 електрона плюс ево, држте си на боја, иако нема врска, неверојатно ме следите, 3 електрона плюс 3 протона, ќе се добие всушност OH со слободен електрон плюс H2O. И ова е всушност хидроксилен радикал. Ајде да го запишеме. Хидроксилен радикал, и тоа се мисли на OH, значи ова H2O тоа си е само вода, така, тој не е хидроксилен радикал. И последен случај, ако всушност додадеме уште еден електрон и еден протон, немам место, но ајде вака, направив малце место. Ако имаме, значи, O2 плюс 4 електрона и плюс 4 протона, всушност добиваме нешто што го имавме во фотосинтеза, само што го имавме во обратен правец. Добиваме две молекули вода, 2H2O. Нели кога зборевме за фотолиза на вода, имавме од две молекули вода се добива еден кислород, молекуларен кислород, 4 електрона, 4 протона. По сега исто тоа само во обратен правец. Значи се добива вода. Да видиме сега на кратко само зошто воопшто се штетни овие слободни радикали. Слободни радикали и кај животните се доста штетни бидејќи реагираат со различни соединенија и сакаат да се врзат со нив. И кога се врзат прават нови соединенија кои не би требале да се таму или пак за да го направат тоа растураат претходни соединенија кои биле потребни за живот. Така да ако имаме некој радикал, ќе направиме овде каде ќе имаме O2 со слободен електрон, тие оштетуваат различни клеточни структури, при што најчесто, значи, доаѓа до пероксидација на липиди. Значи, тоа ќе облеза со жолта боја, липиди. Значи ги пероксидира липидите кои се наоѓаат најчесто мембраните, на различни мембрани, зашто има многу мембрански системи во клетките. Вршат денатурација на протеини, значи вршат денатурација на протеини. И оштетуваат ДНА, значи ќе се врзат со некоја азотна база и ќе направат проблем, може да направат мутација. Значи оштетуваат ДНА и вршат деструкција на хлорофилот. Значи го уништуваат исто така и хлорофилот. Хлорофил. Нели хлорофилот губи електрони, затоа овој кислород сега се ексцитирал. Така, изгубил електрони, ама не се извршила фотосинтеза, не си ги вратила електроните, не направила фотолиза на вода и сега изгубил фотони и всушност се уништил таа хлорофилна молекула. Сега ние имаме многу хлорофили, имаме многу фотосистеми, така не е голем проблем, ама сепак влие врз хлорофилот. Сега наредно што ќе спомнеме е всушност механизмите, повеќе ќе ги разгледаме, како всушност се заштитува активираниот кислород во хлоропластот, или рековме дека се поместува или пак хлоропластите ќе си се прераспределат внатре во клетката, но сега ќе разгледаме уште неколку начини. Значи овдека ги напишав неколкуте начини на кои се заштитува хлоропластот од многу силен интензитет на светлина и да не се формираат кислородни радикали. И да, ова го напишав рачно, кој е до рокописот. Добро, тастатура е нормално. Сега првиот начин е термално растурање на светлина. Термалното растурање на светлина е всушност на некој начин го разгледавме, како што имаме реакциони центри, нели, во фотосистемите, над нив имаме антена пигменти кои се од антена системи или light harvesting complex, кои најчесто се содржат од каротеноиди. Нормално, освен каротеноиди, има и некои хлоропласти овдека, но најчесто се од каротеноиди. Сега каротеноидите ги имаме различни, или може би каротени, ксантофили, така натаму. Но важното е што кога доаѓа всушност светлината,
таа не рековме дека пречно се апсорбираат каротиноидите, но тие всушност ја испуштаат на надвор полека со пониска бранова должина во форма на инфрацрвено зрачење, односно во вид на топлина. И ова е всушност термално растурење на светлина. Значи таа доаѓа и они некако ја зрачат од страна во вид на топлина кога е премногу силна и тоа што е потребно, значи минималното може ќе стигне до хлорофилот или сосема дали ќе се апсорбира и ќе се растури од страна на каротиноидите и се смета дека при силна светлина 75% може да биде елиминирана на овој начин. Значи 75% се е подебело стрел, 75% може да биде елиминирана на овој начин. Сега, всушност, главни дел од каротиноидите што учествуваат се ксантофилите. Значи, во ксантофили беа зеаксантин, ајде вака ќе ги запишеме. Пишеме со жолта боја. Нека бидат со некој севаква боја. Зеаксантин, антераксантин и виолаксантин. Значи, виолаксантин и антераксантин. И дали после сите има ксантин. Се сметало дека се од ксантофилите, бидејќи оние кревите, дали како што зборевме изопреноидни единици, се прават, се додаваат геранил, пирофосфат и така натаму и ќе стигнеме до каротиноиди, односно ксантофили. И главно беше дека имаат како еден вакусинџи на кревите, имаат всушност едни бета-ионски прстени. Не го направи баш ко прстен, ама бета-ионски прстени, нема се да разгледуваме нената баш структура, но всушност имаат епоксидни врски, така се нарекуваат, каде што може да со помош на тој фотон електроните да се ексцитираат и да се врзат кислороди. Ама ова всушност може да го прави само зеаксантинот. Така да што ќе ни се виолаксантин и антераксантин. Ева всушност кога има силна светлина под дејство на деепоксидаза, значи под дејство на ензим деепоксидаза, овие антераксантин и виолаксантин се претвараат во зеаксантин, кој всушност може да служи за таа фотопротекција. И ова е од тој така наречен ксантофилен циклус. Нема да го разгледаме многу, но тоа е важно само да го спомнеме. Сега вклучување на алтернативни патишта за транспорт на електрони, нема нешто да спомнеме за ова, односно го спомнуваме како факт. Синтеза на соединенија со антиоксидативни својства, значи синтетизирање на антиоксиданс. Например, знаеме дека витамин С е антиоксиданс. Не е некој си многу добар антиоксиданс, но антиоксиданса растенијата може да направи витамин С. Активирање на ензими кои ги отстрануваат штетни соединенија, значи ја направат протеин кој ги отстранува радикалите или способност за поправка на тие што се оштетни. Значи оставаш да има слободни радикали и слободните радикали ќе направат штета и ти да ја поправиш само штетата. Значи тоа е еден начин да се справат со фотодеструкција. Сега рековме дека се формираат супероксидни радикали од кислород, најчесто поради тоа што електроните, нели рековме, се избацуваат од хлорофилот и доста често дури тие стигнуваат до ферадоксинот, значи стигнуваат до ферадоксин, FDX, и поради тој ги пренесува кислородот као грешка му доаѓа. Но еден исто од начините, ензимски начин за отстранување на овие супероксиди, овие радикали, е со помош на супероксид дисмутаза ензимот. Значи супероксид дисмутаза. И тој всушност го зима кислородот кој има еден електрон, додава, односно зима два такви кислородот кои имаат електрон, помага со тоа што ќе додаде два протона, 2H+, и ќе се добие всушност вода и ќе се добие нема да се добие вода, ќе се добие водорен пероксид, две молекули водорен пероксид и кислород. Значи и кислород, нема место на таму. Кој со помош потоа на ензимот аскорбат пероксидаза, значи вака сега ќе облежиме со портокалова боја, аскорбат пероксидаза, тој H2O2 всушност, значи H2O2 плюс некој електрон донор ќе ни даде всушност две молекули
на вода, само што тука ни требаат 2 молекули H2O2, ни даваат 2 молекули вода, плюс ни дава кислород. И тоа, нели, сега се остава во хлоропластите, што е всушност нештетно. Значи, водата не е штетна, кислород сам по себе не е штетен. И сега го направивме всушност од ваков кислороден радикал се до повторно нормален кислород, молекуларен кислород со помош на супероксид дисмутаза и на аскорбат пероксидаза. И овој ензим всушност се прави повеќе кога се наоѓа во некоја стресна состојба, дали во присуство на озон, оксидативен стрес, силна светлина, висока температура и така натаму. Каде што се зголема присуството на овој ензим, тој всушност изграва повеќе синџири, нема сега да влегувам многу тоа, значи изградено од повеќе синџири протеински кои се асоцирани најчесто со бакар или цинк. Кај животните, например, исто така овој водорен пероксид се средува со каталаза, пероксидаза, а макар растенијата ги имаме вие аскорбат пероксидази, каталази имаме во пероксизомите. И овдека некаде би завршил со светлата фаза на фотосинтеза. Значи, ни остана уште темната фаза фотосинтеза и плюс уште некои мали работи, но тоа ќе го разгледаме понатаму. Значи, до сега со светлата фаза успеавме да направиме само кислород, НАДПХ и малце АТП.